Денес сме тука на протестот на Асоциацијата за цистична фиброза, кој повторно излегува на протест поради тоа што не се оствари ветувањето од владата дека ќе добијат сите пациенти лек, односно лекот Трикафта. Лекот Трикафта е обезбеден за 12 пациенти, меѓутоа не има се уште, кои што чекаме, кои што си го бараме, значи нашето право, не бараме ништо да ни се подарува, значи тоа е лек, не бараме некој комодитет или не знам што уште не, и што мора подхитно да се изнајде начин, да се обезбеда средства, значи средства, пари има и мора да има, тоа се наши пари, и тоа мора да се обезбеди лекот за сите пациенти. Значи, самиот лек по себе има одредени карактеристики и тој е наменет за пациенти што се над одредена возраст, значи над 6 години и со соодветна генетска мутација. Такви во Македонија се околу 80. Во моментов лекот го примаат само 12 пациенти. Што е со останатите? Се набавува етапно, со некакви условни буџети, нема целосно решение за сите и сеопфатно, и тоа е причина поради која што останатите излеговме овде да протестираме. Значи не може да се прави селекција, да се става приоритет према можностите на државата или према буџетот што ќе го одобри за набавка. Да. А сметате ли дека државата нема доволно средства или што е проблемот? Па не изгледа така, значи во овие околности во кои што живееме и ова што се случува денес, не укажува на тоа дека државата нема средства, значи мора да има средства за лекови. Апсолутно. Има средства за плати зголемени, за се останато мора да има лекови, мора да има. За профитно ориентираниот економски систем очигледно не е важен човечкиот живот. Со ова не може да се помират пациентите на кои им е диагностицирана цистична фиброза, генетска болест која има мултисистемско зафаќање, а најкритично се зафатени белите дробови и панкреасот. Квалитетот и квантитетот на живот на овие пациенти зависи директно од државата, односно дали истата ќе ја обезбеди терапијата која е воведена во сите држави во регионот. Сепак, државата си има други приоритети очигледно, па оваа терапија според Министерството за здравство и дел од стручната фела била скапа и затоа досега не била набавена, но ќе се направиле напори да се обезбедат средства. Преведено, ова значи дека правото на лек и правото на живот станале привилегија на богатите и снаудливите, односно за оние што може да ја обезбедат цената и логистиката на терапијата од странство. Не може поинаку да се толкува ноншалантноста на Министерството за здравство, што овие луѓе ги принуди на протест. Со сигурност тврдиме дека квалификувано мнозинство од работодавачите поим немаат за овие законски регулирани обврски. Со сигурност тврдиме дека се што направиле е административната папирологија наречена пополнета изјава за безбедност предвидена во членот 11 од Законот за безбедност и здравје при работа. Дали изгубените човечки животи ќе придонесат кон поинаков темелен надзор на Државниот инспекторат на трудот, кој надзор ќе отиде поинаку од административната заштита на работниците, преку поднесување изјави за безбедност незасновани на спроведени обуки и безбедна заштитна опрема за вработување. Власта има план Б доколку се појави недостиг од домашни работници кои ќе работат од понеделник до сабота по 10 часови дневно. Тоа се мигрантите. Ќе увезува работници. Дека Македонија не е ветена земја за нив, доколку немаат работна дозвола, показател е следната вест.